Состојбата со пожарите на отворен простор денес е значително подобрена. На територијата на државата имаме само 3 активни пожари, неколку се ставени под контрола, а неколку се изгаснати. Во овој момент се уште најголем проблем ни создава пожарот на планината Готен од Беровската страна, пожар кој што се одвива на целосно непристапен или на тешко пристапен терен. На овој пожар действуваат локалните пожарникари од Берово со подршка на тимови од национални шуми, на терен е активен и тим на Дирекцијата за заштита и спасување, како и делумно локално население, односно неколку доброволци. Денес на овој пожар немаше потреба од припадниците на армијата, поради што штабот го откажа нивното учество. Токму поради тоа што се работи за исклучително комплексен за гаснење пожар, овде од денес почна со дејство чешкиот Блехок со ведро од 3,4 тона. Тој веќе во неколку наврати истури вода на најкритичните точки и продолжува да дејствува 8 часа. Исто така овде ги упативме и пожарникарите од Словенија, односно тим од 61 пожарникари од Словенија со 18 возила кои што веќе се пристигнати во Берово, се наоѓаат сместени на стадионот во Берово, каде што самите подигаат собствен самоодржлив логор. Се разбира дека и локалната власт и владата стоат на располагање за сите нивни дополнителни потреби. Словенците со себе имаат повеќе специјализирани теренски возила, специјални за гаснење на вакви тешки шумски пожари. Се надевам дека наредните неколку дена овој тежок пожар ќе биде ставен под контрола. Исто така со словенечкиот тим, со неколку нивни представници, направивме хеликоптерско извидување за да може да го визуализират овој пожар, да погледнат на во кои правци се одвива, каде е блискиот извор со вода и слично. Да напоменам дека чешкиот Блехок полни вода од браната Турија, која што е 10 километри воздушна линија од пламените јазици на овој пожар. Другиот крак на овој пожар, кој што се одвива на планината Готен кон радовишките села Подареш, Јарголица, Злеово, уште во текот на вчерашниот ден беше ставен под целосна контрола, на моменти целосно изгаснат, но и вчера во текот на денот повторно се палеа одредени жаришта, истото ни се повторува и денес. Иако на моменти е целосно изгаснат, избиваат жаришта, поради што рано утрото таму го упативме полицискиот хеликоптер, кој што помога на силите од земја, тоа се радовишките пожарникари, кои што се засилени со повеќе екипи на национални шуми, но помош даваат и значителен број на локални жители кои што си ги бранат своите села, своите домови. Верувам дека денес пожарот на Готен од радовишката страна ќе биде целосно изгаснат, иако стражата на овој пожар ќе остане понатаму, се додека не бидеме убедени дека нема да дојде до негово разгорување, повторно разгорување. Покрај овие два засебни пожари на планината Готен, на територијата на државата имаме уште два активни пожари. Првиот пожар е пожарот кој што се наоѓа на територијата на општина Прилеп во насока на општина Кавадарци, кај селата Царевик, Смолани, Радобил и Дрен, како и Галишти и Трстеник од страната на Кавадарци. Овде дејствуваат двата ер-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување. На земја имаме 4 пинц гајори, но и Кавадаречката противпожарна единица со подршка на прилепските пожарникари, како и екипи на национални шуми. Верувам дека во текот на денешниот ден овој пожар ќе биде ставен под контрола. Третиот активен пожар се наоѓа во близина на грчката граница и зафаќа територија на општината Прилеп и општината Новаци, но кракот кој што се движи кон Грција е доста разгорен, поради што ги известивме нашите колеги од грчка страна да бидат внимателни и од нивна страна веднаш до границата веќе се направени противпожарни појаси, односно со булдожери е исчистена вегетацијата за пожарот да не може да премине на нивна страна доколку истиот продолжи да се движи во таа насока. Да напоменам дека се работи за пожар кој што на некои места се одвива на, би рекол, територии каде што се воделе битки во Првата светска војна, но и другите војни, и многу често се слушаат експлозии на неексплодирани минско-експлозивни средства, поради што гаснењето дополнително го усложнува, затоа што онаму каде што има детонации, ние не упатуваме жива сила да го гаси истиот, затоа што за нас човечкиот живот секогаш е на прво место. Ова се трите пожари кои што се активни на територијата на државата. Под контрола имаме неколку пожари кои што ќе ги добиете во вид на порака од Центарот за управување со кризи.
Морам да напоменам дека координацијата помеѓу сите државни институции е на највисоко ниво, соработката помеѓу централните и локалните власти е на изворедно високо ниво, така што сега сме веќе оптимисти дека најтешкиот удар остана зад нас, бидејќи температурите почнаа да паѓаат и очекуваме наредниот период да останат ниски, но има најава и за порујни врнежи на некои одредени места, кои што ќе бидат парцијални, но сепак помагат нашите сили да можеме да ги фокусираме онаму каде што истите се непотребни. Голема благодарност до словенечкиот тим, благодарност до словенечката влада, од име на македонската влада, од име на главниот штаб за управување со кризи, голема благодарност и до Република Чешка, како и до посадата на чешкиот хеликоптер, кој што значително ќе ни помогна да се справиме со овој тежок пожар.